почитувани родители, наставници, гости и драги деца. Со голема радост ве поздравуваме на ова наше заедничко дружење. Секој е различен на свој начин, но сите заслужуваат почит, пријателство и можност да бидат дел од заедницата. Денес сме собрани за да покажеме дека секој е вреден, посебен и важен. Нашата животна мисија е да се почитуваме, да си помагаме и да создаваме средина во која секој ќе се чувствува прифатен, сакан и еднаков. Токму и денешниот настан е насочен кон зголемување на свесноста за различностите, за нивното прифаќање и почитување. Ова е мала прослава на пријателството, разбирањето и заедништвото, и затоа ви благодариме што сте дел од неа и што заедно градиме свет во кој има место за сите. Денески се дружиме со нашиот другарко, Денис Јанкуловски, космонаутко, кој ќе биде водител на овој настан, на кој ќе бидат промовирани 3 сликовници, кои можат да се купат овде, кои се во издание на издавачката куќа Прозрак Медија од Скопје. Пријатно дружење и многу насмех. Ви благодарам. Здраво на сите. Голема радост, голема чест и навистина големо задоволство имам што во Струмица успеаме да направиме промоцијата, тројна промоција. Подоцна ќе зборуваме за самите сликовници. Голема благодарност до директорката и до целиот тим на библиотеката овде во Струмица. За Коста навистина немам зборови, за се што направи ти благодарам, Коста. За почеток, значи, со голема радост ги најавувам школата за гитара Виста. За сега колку што слушна прекрасно свира, така за сега чест, браво дечки. И после тоа ќе имаме едно читање од страна на Александра и Ники. Уживајте во следно што следува, па после пак ќе се вратиме со овој.
Сакам да питам позната пеачка Мило. Браво! 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 Тоа беа Ики и Александра, прочитаа дел од почетокот на книгата Големиот сон. Значи, јас нема да ве откривам многу. Големиот сон е напишана со една голема желба за еден голем сон, како што сите ние, не само децата, имаме големи сонови. Меѓутоа, сакам да ви кажам едно. Најголемиот непријател на човечката креативност е сомнежот. Токму тоа, девојчето Нина, во овој случај, а може да биде и Дина, и Мина, и Гордана, и Јана, секој може да биде, тој нејзин сон се остварува благодарение на нејзината храброст. И сакам понатаму да напоменам дека книгата изобилува со многу голема сатисфакција, со многу голема желба за да се успее и како некој во животот може да успее. Благодарение на тој голем сон, девојчето исполнува својата желба, но затоа треба многу труд. И уште едно сакам да кажам, не е важна оваа книга, која понатаму за неја ќе ни зборува господинот Денис, доколку луѓе ќе стигне. Важно е до каде далеко ќе стигне. Значи, важен е големината на зборот каде ќе допре. Вие кажавте се за книгата, така да мене ми останува само на кратко да кажам дека и останатите две сликовници, другарко и другарка, се на слична тема. Односно, накратко ќе се представам, значи јас сум Денис, имам дел сум од едно здружение за дечиња со атипичен развој, како што кажав и господјата, значи се работи во трите сликовници, се работи за зголемување на свесноста за лицата со атипичен развој, нивно прифаќање, почитување и инклузија, односно да им се дадат можности да покажат што знаат и умеат да направат. Како сега, например, еве што Александра и Ники прекрасно ни прочита и уште еднаш ќе не почестат со читање, така да тоа е всушност приказната. Другарко е едно момче со аутизам кое што не е вербално, меѓутоа многу кажува преку неговите цртежи, преку неговите илустрации. Другарка е девојче кое што има еден посебен јазик, нејзин јазик. Иако на момент мислиме дека не разбираме, сепак всушност можеме многу да се разбереме, не мора да го зборуваме истиот јазик или начинот на зборување за да се разбереме. Накратко тоа се сликовниците кои што како што навистина ова го прекрасно го кажавте да допрат на секаде, да видат всушност можеби и најцелната група се оние семејства и лица кои што немаат некој директен допир со лицата со атипичен развој, да видат дека и тие се лица со име и презиме, како што кажавте, Тина може да биде и Денис, може да биде, било кој може да биде. Едноставно да се види дека секој од нив има што може да направи, а ние сме тие кои што треба да прушиме рака, едноставно да им овозможиме да бидат и да се почувствуваат дел од секојдневието. За сега толку повторно ќе се вратиме со малку говор, малку читање. Сега повторно прекрасните, одлични сте, секоја чест, браво, навистина бевте прекрасни и уште еднаш ќе уживаме во изведбите на школата за гитара Виста.
Уште еден, сакаме ли уште една или не? Как сакаме? Може уште една? Може, ајде, сакаме, браво. Ние уште повеќе сакаме, ама да не ве јавиме. Ама ние може да се бајле да свириме, не е Ќе проблем. седиме да се бајле. Не, ти си песен човек трае.
Чекай, имаме една желба. Они се кажат на 5 на Да, може да, сите мои слики. Емо, се кете. Сега, мислам дека имаме пак читање, така, Александра и Вики, ќе ни прочитаат. Пред да прочитат Александра и Вики, сакам само едно да кажам, дека во книгата, кога ја читате Големиот сон, а и во другите книги, ви остава впечаток, тоа дека изгledот не е важен, туку важно е однесувањето. А според однесувањето ги добиваме и нашите резултати. И на крајот, кога ќе прочитаме книгата Големиот сон и сите други книги на Денис, ќе дојдеме до заклучок дека треба да сме благодарни на тоа што го имаме, а не на тоа што сакаме да го имаме. Значи така продолжуваме понатаму. Ајде сега, Сани пак ќе ни прочита. Гласно да те чуем. И най-важното имай како мој дете Златко се наследна. От таа вечер ти знаеш да е Уште еднаш браво за вас и уште еднаш големо благодарам за вас, навистина толку убаво некако прекрасно опишавте се, да мислам за некоја наредна сликовица ќе ве земам, кај ќе одивете да ни кажувате, да.
Програмата ни е толку, дружбата ви благодарам вам што дојдовте секаква Листа и Александра Ники што прочитаа, што пеете. Може. Голема благодарност до сите вас. Иначе ние сме родители на децата на Тречинот, имаме социјален клуб. Значи ние сме деца стојни на дома во нареченото Порака. Овие деца, на жал што другите деца не се во дневниот центар, ќе беше во поголем обем. Па во друга прилика, пак ќе поведете, можете да дојдете и до клубот во социјалниот. Може! Да, ќе не поканете, пак се трудиме колку можете, значи... Секогаш кога има нешто, секогаш ќе поканете. Благодарам на вас. Благодарам и на Порака Струмица, така, што дојдовте и без разлика во колка број, навистина е чест што дојдовте. Ви благодарам уште еднаш на сите што бевте тука. Здравје, може се гледаме во наредна прилика, може и точно и во Порака да се посетим, да дојдеме, да се дружиме било каде, така да уште еднаш благодарам. Благодарам, еве благодарности од локалната установа библиотека Благо Јанков Мучето. Од Струмица би сакале да имаме уште многу вакви настани, да се собираме и така да бидеме заедно, бидејќи еве овој настан на вистина беше многу убав. Особено благодарност упатуваме до господинот Таше Певкев, одговорен за култура, соработник за култура во општина Струмица. Секогаш се тие заедно со нас, имаме голема подршка од нив и понатаму ќе продолжиме. На сите ви благодарам уште еднаш и се надевам на повторна среда. Повторна среда секако дека ќе има, затоа што кога најубаво е секогаш кога сме заедно. Уште еднаш благодарност до сите. Се надеваме дека некого не заборави. Фала многу за техниката, за сите, значи се гледаме и се дружиме и во друга прилика. Убав ден имајте.